Добро вечер, Дневник на ТВ+. Ова се дел од содржините. Останете со нас. Профункционира мерната станица во Куманово. Граѓаните ќе знаат каков воздух дишат. Во Кочо-Рацин започна проектот за физички развој и социјализација на децата. Се одржа трибина за борбата против карцином. Кумановец освои сребрен медал во џиу-џицу. Профункционира станицата за мерење на квалитетот на воздухот во Куманово. Граѓаните конечно ќе имаат информации дали дишат чист воздух. Тоа може да го сторат со отварање на веб страницата Мој воздух. Од вчера е пуштена во употреба мерната станица за квалитетот на воздухот во Куманово. Во моментов се мерат 3 параметри: суспендирани честички PM10, присуството на озон во воздухот и сулфур диоксид, информираат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Информации за тоа како воздух дишеме може да се добијат со отворање на веб страницата Мој воздух или со превземање на истоимената апликација на смартфоните. Инаку кумановци со години немаа информации дали дишат чист воздух, бидејќи единствената мерна станица не работеше. Граѓаните беа загрижени, особено последниве месеци, бидејќи мерните станици во другите градови покажуваа енормно зголемување на канцерогените ПМ честички. При една од последните посети на општина Куманово, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири вети дека ќе се заложи за решавање на овој проблем, односно набавка на потребните делови за санација на дефектот на мерната станица која се наоѓа во кругот на болницата. Според надлежните, новите истражувања покажуваат дека освен транспортот, односно зголемениот возен парк во овој период, домакинствата се еден од најголемите загадувачи на амбиенталниот воздух. Изаири тогаш ја пофали општина Куманово дека веќе има превземено краткорочни и долгорочни мерки за намалување на загаденоста на воздухот, посочувајќи го проектот гасификација. Според податоците на Светската здравствена организација, Македонија е на прво место на листата по изложеност на граѓаните на загаден воздух со опасни канцерогени цврсти честички. Тоа е најголема причина за повеќе од 1350 смртни случаи годишно во земјава поради разни болести на дишните патишта. Во основното училиште Кочо-Рацин денеска беше промовиран проектот Ран адаптивен физички развој и социјализација, кој се спроведува во партнерство со регионалниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша. Проектот е наменет за деца со развојни потешкоти од 4 до 7 години. Истиот е поддржан од Ирис мрежата и е финансиран од Европската унија. Ран адаптивен физички развој и социјализација за деца со развојни потешкоти од 4 до 7 години е насловен проектот кој денеска беше промовиран, а од неодамна започнаа да го имплементираат регионалниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша и основното училиште Кочо-Рацин. Целта на проектот е да се придонесе за подобрување на способностите кај децата во одредени развојни области. Директорката на основното училиште Кочо-Рацин, Лидија Пешевска, истакна дека со него се опфатени десетина ученици кои имаат можност 3 пати неделно да работат со дефектолог и наставник по физичко образование. Таа додаде дека за овој краток временски период постигнале навистина големи резултати. Сум била сведок на тоа како се интегрираат овие деца во наставата и тоа за жал навистина е тешко. Има во моето одделение такви ученици и колку и да се труди наставникот да го задржи вниманието на детето, не успева тоа да го стори, затоа што покрај него има уште 30 дечиња кои чекаат и затоа што наставникот не е стручен, не е способен за работа со деца со инклузија и не може едноставно да се справи со тоа. Пешевска нагласи дека во нивното училиште, кое што има над 1300 ученици, има и 60 на деца кои имаат потреба од дополнителна настава со дефектолог, но и покрај нивното барање за вработување на вакво стручно лице, тие се уште немаат позитивен одговор од надлежните. Проектниот координатор и магистар по дефектологија Марија Цакиќ нагласи дека се уште не можат да зборуваат за крајните резултати, но веќе се забележуваат големи придобивки. Наставничкиот кадар е задоволен, исто така и родителите и децата. Од крајните резултати очекуваме да се подобри развојот на детето, а исто така и да креираме политики со што ќе лобираме до локалното ниво и национално ниво да може да се имплементира стручниот кадар во инклузивните училишта.
Целна група на овој проект ни се деца со развојни потешкоти. Вклучени се 10 деца со развојни потешкоти. Тоа значи тие се поделени во две групи. Предшколска возраст и деца кои што се инклузирани во основното училиште Кочо Рацин, значи од прво и второ оделение. Од порака наша кој изминативе 10 години служи како успешна социјална сервисна служба за лица со умерена и тешка интелектуална попреченост на возраст над 18 години, истакнаа дека поради оправдани или неоправдани причини во изминатиот период најмалку активности биле наменети за децата кои што се дел од образовниот систем. Со овој проект, кој што порака наша во соработка со Кочо Рацин, заедно го подготви и го добивме, а ќе покажеме дека со напорна работа, почитувајќи го принципот на индивидуализација, ќе постигнеме резултати и ќе докажеме дека дефектолозите навистина се потребни во сите редовни училишта каде што постојат децата со посебни образовни потреби. Проектот кој е финансиран од Европската унија и регионалната мрежа ИРИС е предвидено да се реализира во наредните 6 месеци. Во Центарот за култура синоќа се одржа трибина на тема "Ние можеме, јас можам", а ја организираше Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Пред присутните зборуваа докторите Маријан Денковски и Томица Анчевски, кои истакнаа дека клучна улога во борбата против карциномот представуваат превентивните здравствени услуги. Ние можеме, јас можам е насловот на трибината која се одржа синоќа во Центарот за култура Трајко Прокопиев, а ја организираше Унијата на жени на ВМРО ДПМН при Општинскиот комитет. Пред присутните зборуваа докторите Маријан Денковски и Томица Анчевски. Целта на трибината е информирање и едукација за зголемена свесност за превенција од карцином, обезбедување на соодветен пристап до здравствените услуги и повик за унапредување на политиките по однос на ова прашање. Темата на денешното предавање во склоп на трибината за карцином е рак на дебелото црево. Карциномите се важни затоа што во денешно време нема лек, така да најважно е да се откријат на време, како и да се извршат превентивните прегледи. Најчесто се развиваат подмукло, односно без некои поважни симптоми, но раното откривање и исследувањето на симптомите се многу важни во откривањето на оваа болест, како и почнување на редовната терапија. Состојбата со сите видови на рак во земјава е во зголемување и затоа се вклучуваме и ние со раните прегледи за да се диагностицираат на време и да се отпочне терапијата на време. Од Унијата на жени на ВМРО ДПМН се согласија дека клучна улога во борбата против карциномот представуваат превентивните здравствени услуги. Оваа трибина што вечера ќе организира Општинскиот комитет на Унија на жени на ВМРО ДПМН на Куманово по повод 4 февруари Светски ден за превенција и борба против карциномот под слоганот "Ние можеме" и јас можам. Значи во оваа трибина ќе биде едукативен карактер, во која што ќе бидат запознаени со начинот на раното откривање, лекување и превенција. Жените од ВМРО ДПМН и во иднина ќе продолжат да организираат вакви едукативни трибини. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев синоќа беше отворена третата самостојна изложба на слободниот уметник Стоје Додевски. Изложбата е посветена на неговата почината сопруга. Додевски како копаничар работи повеќе типови на дрво, а за креирање на своите дела изјави дека се користи со елементи од драмска уметност со која што се занимава долг период. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев синоќа се одржа третата самостојна изложба на слободниот уметник Стоје Додевски. На изложбата насловена Сеќавање беа прикажани 26 дела од копаничарската уметност работени во традиционални техники. Главните протагонисти на делата на Додевски се светците кај кои има одредени отстапки во представувањето од традиционалните резби. Додевски со копаничарството се занимава веќе 10 години, а оваа изложба Сеќавање ја има посветена на неговата почината сопруга, за која што вели дека му била првиот и најавтентичен критичар. Ова изложба ја се подготвува година дена, баш тогаш и после нејзиното починување ја овде закажа веќе изложба, имав некои готови работи направени, некои од кои беа дадени веќе, нели, од поодамна и ги собрав сите дела и ги донесов овде за да
направам изложба да ја посветам на мојата сопруга. 10 години како се занимавам со копаничарство, се до тогаш работев со драмска група и кога наеднаш луѓето ми дојдоа преку глава, решив да се тргнам на страна и не знам, игра на случајно се фатив за длето и токмак и почнав да резбам. Верувале или не, и тогаш, уште од тогаш почнав да творам, да разговарам со моите резби, тоа е едно чудно чувство кај уметникот. Додевски објасни дека работи со повеќе типови на дрво. Како голем фактор за разбирање на неговата копаничарска уметност ја посочи неговата долгогодишна активност во аматерскиот театар. Во своите дела се обидува да ги користи сценските елементи и да го примени режисерското знаење во копаничарството. Најлесно е оревот, сите тоа го знаеме, во Македонија тоа највеќе го користиме, а инаку работев и на други. Еве, овде имам изработки и на габер, што е тоа тврдо и најтешко дрво, ама се работи на сирово, додека е сирово, инаку после кога ќе се исуши, длетата се криват. И затоа работам додека е сирово за габер, инаку имам работено круша, липа, имам работено и на чам. Еден сценографски елемент имав правено во представата Р од Јордан Плевнеш кога ја режирав и тогаш направив Свети Автар, сценографски елемент резбан во чам. И тоа беше малку чудно и за мене и за сите, бидејќи чамово дрво е многу тешко за изработка. Тоа пушта конци, се кине, не ги прави фигурите како што треба. Јас успев тоа да го изработам. Стоја Додевски е член на Сдруженијето на копаничари на Македонија подолг период. За напредување во копаничарството посочи дека е многу важно да се почитуваат искусните копаничари, а да не се поценуваат младите. По оваа изложба Додевски се надева дека ќе започне со нов проект за изработка на цел иконостас. Исто така останува посветен на копаничарството, со што најави дека во наредниот период од него може да се очекува нова изложба. Од друга страна, Додевски како слободен уметник се занимава и со аматерски филм, театарска режија и сценографија. Во селото Ваксинце, Липковско, полициски службеници извршиле претрез во домот на МН од село Лојане, при што пронашле албански државјанин ФС, 26 годишен, а со него биле и 4 мигранти од Сирија, Египет и Алжир. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Вчера, во близина на наплатната рампа Романовце, при редовна сообраќајна контрола, од страна на полициски службеници било сопрено патничко возило БМВ, управувано од СЗ, 50 годишен од Република Србија. При преглед во возилото биле пронајдени 5 мигранти од Пакистан. Се превземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Мартин Стефановски го освои второто место во син појас на источноевропското првенство во џиу-џицу, кое се одржа во Хрватска. Стефановски посочи дека немал посебни подготовки за турнирот и дека овој успех е изненадување за него. Од друга страна, смета дека тоа е потврда дека редовните тренинзи, каде што тој е тренер во Куманово, се на завидно ниво. Кумановскиот џиу-џицу борец Мартин Стефановски пред неколку дена се врати од источното европско првенство во џиу-џицу со сребрен медал во син појас. Источноевропскиот турнир се одржа на 13 и 14 февруари во Хрватска под покровителство на Хрватската федерација за бразилско џиу-џицу. Стефановски на турнирот зазема учество преку клубот The Strongest и Roots BJJ, кој е под водство на председателот на Македонската федерација за бразилско џиу-џицу Ивица Алексовски. Клубот од Македонија со 4 надпреварувачи има освоено 5 медали, 2 златни, 1 сребрена и 2 бронзени. Стефановски изјави дека во однос на големината на турнирот резултатите се одлични. Сум земал учество на повеќе регионални турнири низ Балканот, низ Македонија, но ова е еден така турнир од поголем калибар. Оваа година имаше над 200 надпреварувачи, зема учество од надпреварувачи од Македонија, значи ние бевме представници за Македонија, надпреварувачи од Србија, мнозинството беше од Хрватска, но имаше надпреварувачи од Унгарија, Италија, Полска и така натаму. Па оваа година можам да кажам дека имаше прилично висок квалитет на борци, значи имаше, како што напоменав, борци од Италија, борци
борци од Полска, имаше борци од Австрија. Како што надпреварувачите влегуваа од повисок степен, значи од бел кон плав, кон виолетов појас, така имаше и се посилна конкуренција. Стефановски посочи дека успехот е позначен за него поради тоа што на турнирот заминал без посебни подготовки. Стефановски е и тренер во The Strongest Roots BJJ Куманово и овој неочекуван успех по ненадејниот повик од председателот на федерацијата Ивица Алексовски за него, значи дека тренинзите во Куманово се на завидно ниво. Па можам да кажам дека на овој надпревар заминав најнеподготвен досега. Значи еден представник наш се повреди и јас буквално 2 дена пред турнирот прифатив да се борам. Не очекував од себе дека ќе освојам ваков резултат, но така се поклопија работите. Сето тој успех што го освоивме таму се должи на редовните тренинзи што ги остваруваме тука, значи без никакви посебни подготовки. Во однос на противниците, Стефановски изјави дека биле исклучително подготвени. Со ширењето на џиу-џитсу како спорт, секоја од школите во одредено обкружување додава автентични финеси, но според Стефановски клучниот момент за неговиот успех е водењето според изворната филозофија на вештината. Па можам да кажам дека секоја школа си има свој специфичен стил на борба. Значи зависи, некои школи преферираат игра од озгора, значи игра на поминување на гардот, некои се гардисти работат повеќе од позиција на грб. Секоја школа си има своја некоја финеса која ги прави специфична самата за себе. Јас би рекол дека тоа што имам одговор за таа специфична игра која што имаше мојот противник. Можев да одговорам на сите тие негови позиции за да можам да достигнам до овој резултат. Па тука нашата филозофија е дека техниката може да ја победи сировата сила. Се разбира и силата има одреден удел, но сепак техниката превладува. После овој голем успех Стефановски продолжува активно со тренинзите. Неговата цел покрај учество на големи европски и светски турнири е и запознавањето на луѓето со оваа вештина. Стефановски како тренер тоа постојано го прави во The Strongest Roots BJJ Куманово, каде што на своите ученици им го пренесува своето знаење. Времето денеска во Куманово беше умерено облачно. Максималната температура достигна 17 степени, а минималната се спушти до 9 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат слаб дожд со слаб североисточен ветер. Дневната температура ќе се искачи до 11 степени Целзиусови, а утринската ќе се намали до 7 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.